Блажени се миротворците. Зошто? Што? Кое е блаженството, благослов за нив, зашто ќе бидат наречени синови Божии. Сите блаженства се поврзани со Божието царство. Односно, Исус не само во овој дел, во целата своја проповед, меѓутоа посебно во овој дел, во 9 блаженства, кои што ги кажал, всушност ни го опишува животот на оној кој што е наново роден. Така да, имавме и такви теми од братот Дојчин. Овде имаме едноставен тест за тоа дали сме наново родени. Можеме да се истестираме, да се провериме само во блаженствата. Наново родени или родени од Духот. Меѓу другото, кај таквиот човек, кој што е наново роден, природно е да има мир, како прво самиот, во своето срце, затоа што мирот, меѓу другото, е дел од плодот на Духот. Плодот на Духот, во Галатјаните 5:22, се подсетиме, е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. За Исуса се вели во Исаја 9:6, меѓу другото е наречен кнез на мирот. Исус е кнез на мирот, имајќи го Светиот Дух, наново роденото лице, всушност го има Христа, го има кнезот на мирот во себе и неизбежно е таквите да бидат миротворци. Имаат мир во своите срца, меѓутоа и неизбежно е да градат мир, да творат мир, да бидат миротворци. Вечерва ќе одговориме на прашањето дали сме миротворци. Дали работиме на мирот под точка 1, затоа што миротворец, како што гласи блаженството, да го повториме, блажени се миротворците. Самиот збор кажува дека треба да твориш, да градиш мир. Значи, мирот не се случува туку така. На мирот треба да работиш. Иако факт е дека живееме на таква земја, во таков свет, каде што некојаш конфликтот или конфликтите се неизбежни. Сепак, вие, кои што сте некој кој што го сака мирот и не сака конфликт, доколку го имате Светиот Дух, значи доколку Светиот Дух делува врз вас, тогаш без оглед на конфликтниот свет, на бурниот свет во кој што живееме, каде што конфликти имате на секоја страна, значи светски конфликти, живееме веќе 2 година како ќе му дојде од конфликтот во Украина, и долу, на Блискиот Исток, Газа, конфликти на работа, конфликти во семејствата, секаде. Но ние мораме да бидеме оние кои што чисто главна цел, односно приоритет ќе биде токму мирот. Миротворецот, затоа и наречен миротворец, мора да гради мир, тоа треба да му биде приоритет. Прво, да видиме зошто воопшто постојат конфликти во светот, да фатиме од таа страна. Што мислите, од каде доаѓа тоа? Библијата ни дава одговор. Зошто воопшто постојат конфликти во светот? Зошто воопшто постојат конфликти меѓу луѓето? Да, Јаков, 4 глава. И читам првите 2 стиха. Самиот Јаков овде поставува прашање. Од каде се војните и од каде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите страстни желби, што се борат во вашите членови? Сакате и немате. Убивате и завидувате. И не можете да постигнете. Се борите и војувате.
немате зашто не молите. Значи проблемот е грешната човечка природа, проблемот е повторно внатрешност. Од таму произлегува проблемот. Внатре во човекот. Сите конфликти всушност потекнуваат од внатре. Завист, љубомора, омраза, себичност и така натаму. Таа грешна човечка природа. Еве, уште една потврда за тоа, иако ова е многу јасно и го знаеме, меѓутоа мора да го истакнеме затоа што тука е проблемот, од тука потекнува. Марко 7 глава, ќе читам од 20 до 23 стих. Дури два пати овде Марко го нагласува оној дел, дека сето тоа доаѓа од внатрешност. Марко 7, 20 до 23. Исто така им велеше, она што излегува од човекот, тоа го прави нечист, зашто од внатрешноста, од човечкото срце, излегуваат лоши мисли, разни видови блуд, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, разузданост, околукаво, богохулство, гордост, безумство, ги реди, значи, еден куп работи произлегуваат од човечкото срце, од внатрешноста, кое што е поизмамливо од се, нели, како вели Еремија. И 23 стих вели, сите тие злаи излегуваат од внатре и го прават нечист човекот. Таму е проблемот. Од таму доаѓаат и конфликтите. Од лошото човечко срце. Знаете, како што кажа, во овој конфликтен свет не е едноставно да работите на мир, да градите мир. Свет кој што е исполнет со грев, со немири, со други грешници, знаете, двајца грешници кои се сретнат, гревот е проблем број 1, тоа секој ден се случува, секој миг се случува, светот едноставно доаѓа до конфликт. Едноставно, самиот конфликтен свет те бутка во таа насока. Значи. Иако ти можеби сакаш да градиш мир. Борбата е најнапред со самиот себе, од тука почнува, меѓутоа и во тие меѓучовечки односи. Како што кажав, конфликти насекаде, во семејствата, во црква, конфликти во светот, на работа, насекаде. Самиот свет, ако земете, еве, од Исуса Христа ќе почнеме, кнезот на мирот, самиот свет е во бунт против Бога. И што направи Исус, што направи Господ, за да го помири светот со Бога? Исус го напушти небото, започна мисија, значи, направена мисија за да го помири светот со тоа што го напушти небото, дојде, стана како еден од нас, беше најголемиот миротворец на светот, но и покрај тоа скоро секој ден влегуваше во конфликти. Неизбежно е некојаш. Затоа што дојде, меѓу другото, и да ја прикаже вистината за својот татко, за Бога, и често пати знаеше да се најде во конфликти. Мораше да се жртвува, да го, значи, остави престолот, како што кажав, да се симне овде долу и да умре на крстот на крајот, па дури на самиот крст беше кнез на мирот, миротворец. Оние негови зборови, прости им Боже, не знаат што прават. Повторно беа во тој правец. Мораме да го следиме неговиот пример како христијани и често пати да поднесеме своја жртва во градењето на мирот, за да имаме добри односи со другите. Меѓутоа, овде мора да нагласиме една битна работа, повеќе работи, меѓутоа е една. За да не одиме во крајности, знаете, некој од нас можеби едноставно со меко срце, добри сте, онака по природа, не дека сме, знаете, само Господ е добар, меѓутоа, ете така, по-меки, И можеме да отидеме во една крајност, да по секоја цена сакаме да воспоставиме мир во било каков однос, меѓутоа Светото писмо вели дека некогаш тоа не е можно. Зошто? Затоа што зависи од другата страна. Како вели стихот,
колку што стои до вас, бидете во мир со сите. Но и ова прашање, први да одговорим на ова прашање. Многу легитимно прашање. Дали тоа значи дека треба, еве, како што испомнав, да настојуваме да обезбедиме мир по секоја цена? Или нешто друго треба да е по секоја цена? Сега ве подсеќам на една изјава Мартин Лутер, што кажал во големата борба запишана. Мир, ако е можно, но што по секоја цена? Вистината по секоја цена. Значи, мирот има своја цена, ако е без вистината, ќе видиме сега и примери. Значи, библискиот мир е праведен мир пред се. Исус воспоставил мир, самиот тој, со паднатото човештво, без да прави компромис со греот, односно воспоставил мир творејки правда. Еве да го видиме контекстот. Да, без да направи компромис, кажав, со греот, воопшто, да. Контекст на блаженствата, да го видиме самиот контекст на блаженствата. И тие имаат, значи, во низа се поредени, имаат своја смисла, зашто и така се поставени. Овој стих кој што го обработуваме е Матеј 5.9, меѓутоа во Матеј 5.6, кој што го обработувавме, вели блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правда. Дури и целата проповед на гората на блаженство ќе видите дека, ако ја земете, Господ праведноста ја дига, воздига на пиедестал. Блажени се чистите по срце, 8 стих, зашто тие ќе го видат Бога. Што видовме, кои се одликите на оној кој што има чисто срце? Цитиравме стихови од 15 псалм, еве сега ќе ги повторам првиот и вториот стих од 15 псалм. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Прашањето што го поставува псалмистот. Кој ќе се настане во Твојата света гора? И вели, оној кој оди непорочно, оној кој што твори правда, изборува вистина од своето срце. Или е во самата проповед на гора на блаженствата, познатиот стих, исто во контекст, тоа е истата проповед, Матеј 6.33, познатиот стих, но барете го најнапред Царството Божие и неговата правда, а се друго ќе ви се додаде. Или ајде да отвориме Филипјаните 4 глава, исто во контекст на ова што го зборуваме. Филипјаните 4 глава, 8 и 9 стих. Прочем, браќа, Филипјаните 4, 8 и 9, прочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, внимајте сега, значи, како оди поред, кој е редоследот овде исто. Впрочем, браќа, Павле советува, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. 9 стих вели, она што го научивте и примивте и чувте и видовте на мене, правете го тоа и Бог на мирот ќе биде со вас. Чистотата, правдата, она што е вистинско, она што е вистинито, значи тоа е прво, и ако тоа го има, тогаш го имате и библискиот мир, оној вистински мир. Или Римјаните 5.1. И така, бидејќи оправдани преку верата, значи само така, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Повторно, мирот не може да оди без правдата, без праведноста, без вистината. Не е можно. Тој треба да произлезе од вистината и од правдата. Не можеш да бидеш во мир по секоја цена без оглед на тоа некој кој што вели или што прави или што верува. Еве, кога сме кај верувањето, да отвориме во второ послание Јованово, една глава ќе читаме од 7 до 11. Второ Јованово. Ова се силни зборови овде. Зашто многу измамници излегува во светот кои не исповеда дека Исус Христос дојде во тело, тој таквиот е измамник и антихрист. И не мора да е оваа доктрина. Имате денеска разлики и, мислам, борба околу многу доктрини во христијанството. Пазете се, вели, да не го изгубите оно што сме го спечалиле, да не го изгубите, да.
оно што сте го спечалиле, сме го спечалиле, туку да примиме полна награда. 9 стих. Секој кој оди натаму и не останува во Христовата наука, го нема Бога. Кој останува во Христовата наука, тој го има и таткото и синот. А ако некој дојде при вас и не ја донесе оваа наука, што вели? Не примајте го во домот и не поздравувајте го. Зашто кој го поздравува учествува во неговите зли дела. Затоа и обрна внимание на последниот цитат што го читаше Ивана од утринските стикови. Не може црквата и темелите на нашето верување се тие и сега некој му текнува и вака ќе верувам јас, оној другиот онака ќе верувам, третиот онака ќе верувам. Кога станува збор за клучни прашања, значи за клучни верувања, ја би го истакнал неверувањето во тројството. Ги имате многу такви, кои што се уште се по црквите, се уште и прават поделби, всушност, на тој начин, ширијќи ја таа ерес. И што вели овде? Каква треба да биде постапката? Значи, можете ли да бидете во мир со некого кој што верува поинако од вас? Да го имате онај вистински мир? Па не можете. Ке дојдете во некој конфликт, значи во различни размислувања, не велам сега дека ќе се тепате или не знам што, меѓутоа не можете да бидете во мир. Тоа католичката црква треба да ја прашаме како тоа го гради тој мир под наводници, екуменизмот, мислам на тоа. Значи, сите ќе бидеме заедно, а секој може да си верува кој што сака. Нема мир со криво учителите. Мирот не толерира невистина. Еве Тит, 3 глава да отвориме исто. Тит, 3 глава. Девети стих до 11. А избегнувај ги глупавите распрашувања, родословијата, расправиите и препреките по однос на законот, значи некои тогашни проблеми, зашто се неполезни и суетни. Чи многу често пати знаеме да имаме расправи и да се расправаме околу неполезни работи, небитни работи. И избегнувај човек кривоверец по првото и второто опоменување, знаејќи дека таквиот човек се изопачил и дека греши, та се осудил сам себе си. Што вели писмото овде? Да го избегнуваме таквиот човек. Кривоверец. Значи, вистината не може и не смее да се жртвува заради некој си привиден мир. Вистината по секоја цена, пак ќе кажам, не мирот по секоја цена. Тоа не е библиски мир, добиш. Значи, ние може да имаме најдобри намери, може да мислиме дека, ете, не знам, ние со некои наши способности, ете, може би се кротки, добри, не знам, таква душа имаме, дека, ете, ке се обидеме и можеме да имаме мир со сите, меѓутоа не е возможно едноставно. Си имаме работа со нечисти сили во овој свет, кои што делуваат преку луѓето. Не е тоа така едноставно. Значи, не можете вие да правите компромис, односно да ја жртвувате вистината и некои начела е во контекст на ова што ја зборувавме, кој станува збор за вистината, само за да имате некој мир. Тоа и не е оној библиски мир, тоа е привиден мир. Па не велам да ги тепаме. Значи, на мирот му е потребна правда, и ова треба да го, сега ќе го фатиме. Го спомнав Исус, бил најголемиот миротворец. Меѓутоа бил во постојани конфликти. Еве, и поуката ја проучуваме. Ајде, до сега во Марко може би немавме такви моменти, меѓутоа имав јас претходно некои предавања од овде, каде што постојано
влегувал во конфликт со фарисеите, со свештениците, со старешините од тоа време, постојано. Заради вистината, че не можел да има мир со таквите. Па дури немал мир и дома. Знаете, во прошлата поука, мислам, дека спомнавме. Не бил разбран ни дома од семејството, од своите. Го правиле луд. Мислам, така слушале дека го прават луд, па оделе, нели, да го приберат, па што правил, па од неговите полубраќа исто нема разбирање едноставно. Никогаш Исус не се сложувал со кривите учења, туку секојаш храбро настапувал, ги адресирал, за да на крајот на крстот, пак ќе кажам, повика, прости им, Господе, не знаат што прават. Значи, да, бил најголемиот миротворец, меѓутоа постојано влегол во конфликти. Значи, да бидеш миротворец не значи немање на конфликти во вашиот живот. Тоа не е библиски мир. Значи, на мирот му е потребна правда, но и правдата бара мир. Сега ќе видиме некои моменти кои што исто така се битни за да сватиме што значи да се биде миротворец. Значи, блажени си миротворците, уште еднаш го повторувам, блаженството, зашто тие ќе бидат наречени синови Божии. Голема привилегија. Ако нашиот брат Исус е кнез на мирот, тогаш и ние треба да бидеме слични на него и слични на нашиот татко, кој што исто така е миротворец, секако. Ако сакаш да бидеш дел од Божието семејство, мора да си миротворец. Мирот, значи, мора да е приоритет во твојот живот. Значи, сега да не одиме во некоја друга крајност, да речете, па сега едноставно не можам да воспоставам мир и сега ќе одам во друга крајност, па нема ни да се обидувам. Не. Миротворец. Треба да настојувате да градите мир. Се што стои до вас, треба да го направите. И жртва да поднесете. Меѓутоа, не секојаш може да се воспостави мир. Зависи. Вие од ваша страна мора да настојувате. Тоа е миротворецот. Меѓутоа, миротворецот и не е некој кој што сака да расправи и ужива да се впушта во конфликти и сака да провоцира луѓе. Туку само така за да започне некои конфликти, да налути некога и така натаму. Ова е сосема спротивно на Христовиот дух, спротивно на тоа да се биде миротворец. Сега пак проблемот е со човечкото срце. Самоправедниот човек, горделивиот, најчесто започнува конфликт, за да се докаже самиот себе. Тоа е секојаш во право и затоа мора да вас да ве побие, да ќе се обиде на било кој начин и многу лесно може да влезе во конфликт. И знаете, што често пати се случува, тоа што го знам од некои познати случаи, може би на некои луѓе што ги знам, браќа, сестри. Ке започне конфликт во меѓучовечките односи и никако не завршува конфликтот. Имате една, ја би рекол, рововска битка. Ово е закопан во својот ров, ово е од другата страна во својот ров и постојано се пукаат, така да кажам, како во некои постари војни од порано. Рововска битка. Самоправедност, тврдоглавост, гордост. Нема тука мир. И никојаш не може да има. Наспроти тоа, вистинскиот христијанин мрази конфликти и активно учество, значи активно учество, тоа е миротворец, твори мир, во градење на мир и разрешување на конфликтот, на конфликтни ситуации. И промовира хармонија во неговите односи со останатите. Секаде каде што тоа е можно, пак мора да нагласи. Некојаш не е можно затоа што не зависи од вас секојаш. Значи, активно морате да се вклучите во разрешување на конфликтот. Како вели таму, не треба да остане гневот ваш, а да зајде сонцето. Значи, веднаш да настојувате да го решите проблемот, каков и да е.
колку што стои до вас. Тоа е миротворецот. И сега ќе прочитам неколку од мудриот Соломон во пословици, неколку стихови кои што кажуваат, повторно кажуваат оној момент од каде доаѓаат препирките. Пословици 13.10, има изобилство на такви стихови, но некои од нив. Пословици 13.10, гордоста раѓа само препирки, а мудроста е во оние кои примаат совет. Обидете се на некој што е горд, да го посоветувате. Веројатно, голема е можноста да се спречкате, затоа што тој има совет да ви даде на вас, не вие на него, тој. Тој е во право, тој е најмудриот, тој е најдобриот. Гневливиот човек, пословици 15.18, гневливиот човек заметнува препирка, а стрпливиот ја стивнува расправата. Сме зборували порано од некој со краток фитил, ако е што веливе. Многу лесно знае да избувне. Таквиот исто вели заметнува препирки, почнува препирки, расправи. А другиот, стрпливиот, ја стивнува расправата. Пословици 17.19. Гревот го љуби кој ја љуби препирката. Ако сме такви да лесно влегуваме во расправи, во препирки, тогаш всушност покажуваме дека го љубиме гревот според овој стих. Пословици 18.6. Безумниковите устни се впуштаат во препирки, а неговата устна предизвикува удари. Безумникот, устните на безумникот. Пословици 23. Чест е за човекот да се воздржи од препирка, а кој е безумен, ја почнува препирката. Неизбежен е овој стих да го прочитам, иако не се однесува само за жена, може да ставите и маж тука во овој стих. И дури два пати се спомнува во пословиците, подобро да се живее под работ на покривот, отколку во заедничка куќа со препирлива жена. Кавгаджика, подобро под работ на покривот, надвор таму, под стрејата надвор. Кај што ќе ве дува, кај што ќе ве врне, и како и да е. Пословици 29.22. Гневливиот човек предизвикува препирки, а избувливиот човек прави многу гревови. И еве го оној Римјаните 12.18, кој што неколку пати го нафрливме. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Но за жал некојаш не е можно, но ние, сепак, ние кои што сме, ако сме, треба да дозволиме, ако не сме, да Светиот Дух делува во нас и да активно учествуваме во градење на мир. Ако некојаш не е можно, не е до нас, едноставно не е наш проблем на крајот. Ево сега неколку ситуации исто во контекст на истата проповед на гората на блаженствата. Матеј 5 глава, ќе отвориме сега пак, се враќаме во Матеј 5 глава, од 22, 23, 24 стих ќе читаме, ќе видиме дека градењето на мир е поважно од самата служба. Ќе ви текне можеме на кои стихови мислам. Еве ќе читаме Матеј 5, 22 до 24. А јас ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина, ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му рече на брата си празноглавец, ќе биде виновен пред Синедрионот. А кој ќе го нарече безумник, ќе биде виновен за огнениот пекол. И така, ако принесуваш свој дар на олтарот и си спомнеш таму дека брат ти има нешто против тебе, што треба? Остави го таму својот дар пред олтарот и оди првин помири се со брата си, па тогаш дојди и принеси го својот дар. Видите колко е битно. Да, се сеќавам. Се сеќавам на што се однесуваше. Точно.
Видите колко е важно миротворството, колко важно место му дава нашиот учител и спасител. Матеј 5 глава пак сме, имаме на друга ситуација овде, кој како и да го сваќа ова. Меѓутоа, ова го зборувам сега во контекст на тоа, да не требам одма да враќаме мило за драго, како што, нели, природно кај човекот знае да се случи. Еве што вели 5 глава Матеј од 38 до 41. Сте чуле дека било речено око за око, зап за зап. Ти на мене, сега јас на тебе. А јас пак ви велам, не противете му се на злото, туку ако некој те плесне по твојот десен образ, ја мислев дека беше удри, ама ме плесне баш онака, Константинов, да. Како те плесне по твојот десен образ, сврти му го и другиот, ако некој сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, остави му ја и наметката. Ако некој те принуди да одиш со него 1 милја, ти оди 2 со него. Тоа е духот на миротворството, сваќате. Значи, не да му вратиш сега одма со негова, со иста мера. 43 стих, па надолу, сте чуле дека било речено, видите сега во овој контекст, го спомнав во оној стих, Исус овде, што значи всушност совршенството, бидете совршени, како што е мојот Отец совршен. Што вели 43 стих? Сте чуле дека било речено, люби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам, любете ги своите непријатели и молете се за оние кои ве гонат. Тоа е тој дух на миротворство. Дури љубов и кон непријателите, оние кои што ве гонат, кои што ве мразат, кои што се во конфликт со вас, за да бидете синови на вашиот татко кој е во небесата. Повторам, ако сакате да бидете синови на вашиот татко во небесата, што треба? Треба да го любите непријателот. Кој прави неговото сонце да изгрева над злите и над добрите и дава дожд на праведните и над неправедните. Зошто ако ги любите оние кои ве љубат вас, каква награда имате? Заради цариниците не го прават тоа истото. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Зар не го прават истото и цариниците? Ови се силни зборови. Значи, треба да ги сватиме длабоко, кои онака површно па се гледаат што сака да кажат. И така бидете совршени. Во овој контекст кажува Исус, и така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Природно е да, ако оној што ќе те поздрави, ти да го поздравиш, оној кој што те љуби, ти да го љубиш, ама божествено е да го љубиш и непријателот оној кој што те гони. И тоа, дали ти ќе можеш да воспоставиш мир со него, тоа е веќе друга работа. Ние треба да имаме тој дух, светиот дух кој е во нас, нормално дека ќе настојуваме, меѓутоа зависи од другата страна. Што вели Матеј 6.12, во контекст сме пак на истата проповед. Матеј 6.12, во молитвата Оче наш. И прости ни ги нашите долгови, како што и ние им проштаваме нашите должници. Дали тоа Господ нам ќе ни прости, зависи од тоа дали ние сме простиле. Значи, мораме да бидеме миротворци, ако сакаме Бог да ни ги услиши молитвите. Мораме да бидеме спремни да простиме, бидејќи со тоа градиме мир. Преку простувањето. А колку пати да простиме, како беше на прашањето до Петар? Петар вели 7 пати. Значи, не број, всушност. Матеј 7 глава. Еве од каде миротворството мора да започне, од самите нас, и да не лицемериме, всушност. Еве што вели овде. Од 3 стих до 5, Матеј 7 глава. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а не ја забележуваш гредата во твоето око? Ако си спремен да го осудиш другиот, први треба да се погледнеш самиот себе. Неспремноста тоа да го правиме, да бидеме самокритични, најчесто може да доведе до тоа да влеземе во конфликт, место да бидеме миротворци. И на тој начин лицемериме. Или, како ќе му речеш на брата си, дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, а пак ете, во твоето око има греда.
Лицемере, извади ја првен гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на брата си. Некој пат можеби лицемериме со тоа што осудуваме можеби јавно некои гревови, не знам, неморални постапки во општеството и така натаму, а кој знае какви сме ние во нашиот живот. Да привршиме. Значи, блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. А предходно видовме дека блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Миротворството исто така произлегува од чистото обновено срце. И еве да прочитаме Псалм 15, каде што видовме карактеристики на оној што е со чисто срце, меѓутоа всушност тоа е и на тој начин и се гради мир. Псалм 15. Инаку Давидов псалм. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Ова нека биде всушност псалмот и за завршеток на саботата. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Кој ќе се настане во Твојата света гора? Оној кој оди непорочно, кој твори правда и зборува вистина од своето срце. Видите, повторно почнува редоследот кој е, претходно видовме. Вистината, правдата. Тој кој што твори правда, кој што ја зборува вистината, тој е и миротворец. Кој не клевети со својот јазик, тој кој што не клевети исто така е миротворец. Не, ако клеветите започнувате конфликти всушност. Кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед, кој го презира лукавиот, а ги почитува оние кои што се бојат од Господа, кој се заколнува на своја штета, па не се одрекува, дури да е на негова штета. Ако си рекол нешто, рекол си, стои за својот збор, одржи го зборот. Може и да биде на твоја штета. Се свртеле работите некако, меѓутоа си дал збор. Кој не го дава своето сребро за добивка и не прима подкуп против невиниот, исто и тој, и таквиот е миротворец. Кој постапува така, нема да се колеба никогаш. Да не звучам како Исус, ама писмото вели, одете и вие правете така и нема да се колебате. И вие ќе се наречете синови Божи. Ќе го наследите, односно сите ние ќе го наследиме и дај Боже да биде така Божието царство. А да се наречеш Божи син, значи да го имаш Божиот карактер, односно да постапуваш како својот татко. Слава нека му е. Амин.